овој час ќе решиме неколку задачи од плоштина и волуменна пирамида. Ќе се задржиме на правилна четириаголна пирамида. Пред да започнеме со задачи, некои карактеристични агли што се проблем за учениците. Агол меѓу бочен зид и основа. Да ја означиме пирамидата А, Б, С, Д, врвот С. Ова е висината, подножјето, кој што се наоѓа во пресекот на диагоналите на основата. Основата е квадрат. Висината на бочниот зид, апотемата Х. Сите страни на основата се еднакви. Агол меѓу бочен зид и основа. Ќе го земеме бочниот зид АСД и основата. Агол меѓу две рамнини се наоѓа кога бараме пресечна права на двете рамнини, во случајов тоа е правецот АД. Одбираме една точка и повлекуваме нормали во таа точка. Аголот меѓу тие две нормали е агол меѓу рамнините. Во случајов тоа се апотемата и половина од страната на квадратот. Ако тој триаголник МОС го извлечеме надвор од пирамидата, ова е апотема, ова е А половина, што значи тука е точката М, правиот агол, С, СО е висината. Еве го тој агол алфа, што го градат бочниот зид и основата. Тука го означевме со алфа. Друг карактеристичен триаголник е агол меѓу бочен раб и основа. Бочен раб и основата. Аголот што е меѓу бочниот раб и основата е аголот бета. Сушност, агол меѓу бочниот раб и неговата ортогонална проекција во основата. Тоа е Д половина. Половина од диагоналата на квадратот. Ако триаголникот БСО го извлечеме, аголот бета е кај Б, висината Х, О, С. Тоа е овој карактеристичен триаголник кој што го содржи аголот бета, кој што представува агол меѓу бочниот раб и основата на пирамидата. На овој цртеж го означевме со бета. И уште еден карактеристичен агол, агол меѓу бочен раб и основен раб. Бочен раб и основен раб. Сушност, тоа е агол што се наоѓа на бочната страна. Бочен раб и основа. Ова е исто така апотема. Ако се извлече тој триаголник, ќе го добиеме триаголникот А. Овде ќе означиме Н и С. А половина, НС е апотемата Х и ова е бочниот раб С. Со овие карактеристични триаголници се решаваат четириаголните пирамиди. Сега да видиме како ќе ги примениме во задачи. Прва задача. Плоштината на правилна четириаголна пирамида е 108 см квадрат. Пресмете го волуменот на пирамидата
ако аголот меѓу бочните ѕидови и основата е 60 степени. Дадена е плоштината на правилна четириаголна пирамида 108 см квадратни, аголот алфа 60 степени. Аголот меѓу бочниот зид и основата. Тоа е аголот меѓу апотемата и основата, половина од основата на четириаголната пирамида. Да се пресмета волуменот. Волумен еднакво 1/3 а на квадрат по х. Не се познати ни а, ни х. Да тргнеме од тоа што ни е дадено во задачата, плоштината на пирамидата. Плоштина на правилна четириаголна пирамида е а на квадрат плюс 4а по х врз 2. Плоштината е зададена 108 еднакво а на квадрат плюс, тука ќе скратиме 2а по х. Тука не се познати ни а, ни апотемата х. Затоа ќе го искористиме триаголникот во кој се наоѓа дадениот агол. Ако е во подножието О, ова е С, ова ќе го значиме со М. Тој триаголник ќе го извлечеме тука, М, О, С. Правиот агол. Тука ОМ и МС го градат аголот алфа. Ова е апотема, ова е висината, а половина. Бидејќи тука ни фалат а и х, во овој правоаголен триаголник а половина е катета, х е хипотенуза, ќе работиме со косинус алфа. Косинус алфа на легната катета спрема хипотенузата х. Косинус од 60 степени еднакво а врз 2 х. Косинус од 60 една половина еднакво а врз 2х, 2 и 2 се крати а еднакво х. А еднакво х ќе го замениме во равенката од плоштината 108 еднакво х на квадрат плюс, овде ако се замени х, 2х на квадрат, 108 еднакво 3х на квадрат, х на квадрат еднакво 108 врз 3, 36, х еднакво 6. Ја најдовме апотемата. Ако х еднакво 6 и а еднакво на х, сме го нашле и а. За волуменот ни треба сега и висината. Ако ги знаеме а и х, во овој правоаголен триаголник ќе се пресмета и висината. Може и со тригонометриска функција, но знам дека ви е поедноставно со Питагорова. Значи од овој правоаголен триаголник х на квадрат еднакво х на квадрат минус а половина на квадрат, х на квадрат еднакво х добивме дека е 6 на квадрат 36 минус, ако е а 6, а половина 3 на квадрат 9, х на квадрат 27, х квадратен корен од 27, да го представиме во нормален вид, 27 е 9 по 3, х еднакво 3 корен 3. И сега може да се пресмета волуменот. В еднакво 1/3 а 6 на квадрат 36 по 3 корен 3, 3 и 3 се крати, волуменот е 36 корен 3 сантиметри кубни. Втора задача. Основниот раб на правилна четириаголна пирамида е 6 см. Бочниот раб со основата зафаќа агол од 45 степени, пресмета е плоштината и волуменот на пирамидата. Зададено е
А еднакво 6, бета еднакво 45 степени, бочниот раб со основата зафаќа 45 степени. Бочниот раб со основата. Тоа е овој ъгол. Се бараат плоштината и волуменот на пирамидата. Плоштината на волуменот е А на квадрат. Формулата за плоштина на пирамидата е А на квадрат плюс 2А по Х. Тука само А не е познато, треба Х да се најде. Х ќе го пресметаме од овој триаголник, тоа е овој извлечениот триаголник, кој е составен од S, D половина, висината Х, правиот ъгол. Диагонала во квадратот, значи основата представува квадрат, диагонала во квадрат еднакво А корен од 2. Тоа лесно може да изведете со Питагорова теорема, што значи D еднакво 6 корен 2. Ако знаеме оваа страна, а ни треба Х, тоа е спротивна катета и налегната, ќе примениме тангенс. Тангенс бета еднакво Х врз D половина. Тангенс од 45 степени еднакво 2Х врз 6 корен 2. Тангенс од 45 е 1 еднакво Х врз 3 корен 2. Х еднакво 3 корен 2. Тоа значи волуменот може веднаш да го пресметаме. Волуменот еднакво 1/3 А на квадрат Х. В еднакво 1/3 А е 6, 36, по Х 3 корен 2, 3 и 3 се крати, волуменот е 36 корен 2 сантиметри кубни. Да видиме сега плоштината. За плоштината ни треба и апотемата Х. За апотемата Х ќе го искористиме следниот триаголник. Ова е апотемата Х, основата А. Ова тука ќе биде А половина. Значи, овој триаголник. За да биде појасно, на страна ќе го извлечеме и ќе ја пресметаме апотемата. Висината Х, тука имаме прав ъгол, тоа е тука правиот ъгол, Х, А половина, апотемата Х. Од овој со правоаголен триаголник со Питагорова теорема Х на квадрат еднакво Х на квадрат плюс А половина на квадрат. Х на квадрат ќе биде Х на квадрат 3 на квадрат 9, по корен 2 на квадрат 2, 9 по 2 18, плюс А беше 6, 6 половина 3 на квадрат 9. Х на квадрат еднакво 27, Х корен од 27, Х еднакво 3 корен 3. Сега може да се пресмета и плоштината. П еднакво А на квадрат 36 плюс 2 по 6 по 3 корен 3. П еднакво 36 плюс 2 по 6 по 3, 36 корен 3 сантиметри квадратни.